Еколошки произведена пченка од шпанско семе денес можеше да се купи на градскиот пазар во Штип. Ваков производ на пазарите низ Македонија тешко може да се пронајде. Пченката е од шпанско семе, специјално од таму ми го донасат преку семенарство Скопје. Произведуваме го у Кочанскиот крај. Исклучиво е еколошки произведено, без прскање, без никакви препарати. Разликата во вкусот лесно може да се примети, а таа е следна. Па од обичната пченка го деле тоа што има многу подобар вкус и е многу похранлива. И плюс тоа има благ вкус, кој е многу добро за конзумирање. За оваа специфика на шеќерната пченка знаат само мал број на граѓани. Не знам да ви кажам наискрено. Повака шеќерната пченка има поблаг вкус, а обичната си е онај нормалниот вкус, што викаме старото семе, што се вика, бидејќи шеќерната е поново семе. Мислам, хибридно семе и така да повкусна доваѓа. Значи има разлика меѓу шеќерната и оваа обичната. Продавачите често знаат шеќерната пченка да ја злоупотребат со цел поголема продажба на обичната пченка. Дали граѓаните знаат како да ја препознаат? Па, мислам, директно овака кој гледаш, не можеш да ја познаеш, освен зрнце ке чепнеш зрнце од неа, нели, ако навлажнува, значи е шеќерна. Сепак, единствениот производител од Кочанско објаснува како да ја препознаете вистинската шеќерна пченка. Шеќерната пченка се разликува од обичната по тоа што на шеќерната пченка мора да ги има овие крилцата. Овие три. Има продавачи тука што продаваат пченка и ја рекламираат како шеќерна, ама не, значи мора да ги има овие листови што се во форма на крилца. Таа е шеќерна сигурно. На градскиот пазар шеќерната пченка можеше да се купи по цена од 100 денари за 4 класта, а побарувачката на овој производ беше голема. Освен побарувачката на шеќерната пченка, голема беше побарувачката и на останатите производи кои се специфични за овој период од годината, и тоа по следниве цени. Млад компир 50, кромит 50, розев домат 50, краставица 25, блак пипер 40, морков 70, кајсија 60, праска 40, диња 50 и лубеница 25 денари за килограм.